Це дає Ми дава невероятен мир. 36-годишната Катерина Котлярова помина 2 години борејќи се со руските војници во Украина. Таа беше демобилизирана на почетокот на летото 2024. Кога дошла дома, страдава од несоница. Барајќи помош, Котлярова се приклучи на програмата за рехабилитација со едрилици, за да ја помогне во обновувањето на незината ментална благосостојба. це концентрація на тому, що ти робиш. Концентрирана сум на тоа што го правам. Тоа е тимска работа и е неверојатно. Ние не сме само случајни луѓе. Секоја од овие девојки споделува слично искуство, тежок пат и совршено се разбираме. Еден од членовите на тимот е помладата сестра на Котлярова, Олесија. Во 2014 заедно со Катерина во дома се приклучи на волонтерски батальон. Во 2022 волонтираше во батальонот на незината сестра. Олесија беше таа што ја охрабри својата постара сестра да се приклучи на клубот за едрилици и сега со задоволство ја гледа Катерина како се опоравува. Вона стала краще висипатися. Таа сега спие многу подобро. Имаше несоница долго време. Се боревме известно време давајќи јапчиња за спиење, но сега таа може да се справи и без тоа. Едрењето и дава мир и хармонија. Капетанот и основачката на програмата за рехабилитација на едрење на жени ветерани е 43 годишната Викторија Потоцка. Ентузијаст повеќе од 10 години. Таа го придружуваше својот сопруг на регати додека тој не им се придружи на вооружените сили 2022. Летото во 2024 со поддршка на USAID Поточка започна курсови за едрење за жени кои беа најмногу погодени од војната. Вони нам допомогли реалізувати цей проєкт. Тие ни помогнаа да го реализираме овој проект за рехабилитација на воени сопружници, ветерани, раселени лица. Избравме 16 жени од цела Украина кои подоцна ни се приклучија. Летово жените за првпат се надпреваруваа во регата за едрење. Некој, како 41 годишната поранешна болничарка Ирина Витив, чиј сопруг и син се на првата борбена линија, сега тренираат за меѓународни надпревари следната година. Ваквиот спорт и даде на Ирина нова цел и потенцијална нова професија – инструкторка по едрење. Це інша мова, це зовсім інші набори. Едрењето е како совладување на друг јазик. Тоа е сосема поинаква вештина што јас воопшто ја немав порано, но влегов во тоа и сега одам и на капитенски курс и сонувам да добијам капитенска дозвола. Во октомври овие жени учествуваа на регатата Едра на победата за борци кои минуваа низ рехабилитацијата. Со 30 пловни објекти, настанот постави нов национален рекорд за најголем собир на воени ветерани во Украина.